Драги ученици, следува лекција од македонски јазик. Во оваа лекција ќе биде опфатена наставната единица раскажување со даден почеток. Во оваа видео лекција ќе ви представам една приказна, каде што почетокот на приказната ќе го прочитаме, а потоа ќе ја продолжиме приказната со раскажување. Да проследиме. Девојчето со кибричињата. Читам. Еве, како што гледате од левата страна, на секој слайд ќе си имате слики и тие слики се поврзани со текстот кој што јас ќе ви го читам. Надвор беше многу студено. Снегулките паѓаа во роеви, а мразот со својот бел прст шараше цвеќиња по прозорските стакла. Новогодишната вечер започна, но среде празните улици талкаше едно сиромашно девојче, гологлаво и босо. Порано на нозете имаше некакви големи влечки, ама некаде ги загуби. Купете кибричиња, викаше девојчето, но никој не сакаше да купи ни едно кибричче. Сите брзаа во своите топли домови. Девојчето, како и да не го забележува. Од прозорците на куќите се ширеше миризба на печени мисирки и свежи колачиња. Девојчето не смееше да се врати дома, бидејќи пијаниот татко ќе го натепаше, зашто не успеа да продаде ниту едно кибричче. Затоа тоа седна во едно зацкриено катче меѓу две куќи и го навлече тенкото фустонче под помодрените нозе. Рацете му беа вкочанети од студ и девојчето запали едно кибричче. Колку топол и сјаен пламен! На девојчето му се стори дека седи покрај голема бронзена печка што баботи. Ги испружи нозете, но кибриччето се изгасна. Девојчето запали ново кибричче и на пламенот догледа долга маса врз која имаше секакви јадења. Кога и ова кибричче се изгасна, девојчето запали ново. Пред него блесна најубавата новогодишна елка, преполна со подароци. Што ли имаше во нив? Тогаш една ѕвезда се лизна од небото, оставајќи светла трага зад себе. Што се случи потоа? Што значеше таа ѕвезда? Дали со тоа згасна еден живот или тоа беше трага на надежда? Ајде да ја продолжиме приказната со раскажување. Девојчето видело некоја светлина, но тоа било само за кратко. Одеднаш тоа почувствувало како нешто да го нишка. Слушнало и некои гласови и потоа паднало во длабок сон. Девојчето било премрзнато и преуморено. Набрзо, девојчето почувствувало некаква топлина, некаква пријатна миризба. Девојчето си рекло во себе дека сонот е бил прекрасен и не сакала да се разбуди. Но тогаш слушнала еден милозвучен глас. Таа полека ги отворила очите, а во раката имала догорени дрвца од кибриччето. Девојчето било збунето, бидејќи лежело во топла постела и се слушал звукот на дрвата кои гореле во печката. Кон неа се приближила една бабичка која носела вкусна вечера. Насмевки го красела лицето, исто како на незината баба, која изгуби неодамна. Добрата женичка ја објаснила што се случило и двете силно се прегрнаа.
Таа и кажала дека ја нашла премрзната и боса, и дека ја познавала од порано кога продавала кибритчиња во незиното маало. Се качила во својата куќа, земала топло кебе, ја завиткала и ја донела во незиниот дом. Таа исто така и рекла да не тагува, затоа што таа ќе се погрижала за неа. Девојчето вечерало, а потоа добрата жена и рекла да се одмори. На креветот ја оставила подарок, а тоа била училишна чанта од незината внука. Така ова девојче си добило топол дом и си добило бабичка која се грижи за неа. Така оваа приказна ја продолживме на тој начин што и дадовме среќен крај. И оваа приказна нас ни прати една порака. Секогаш кога можете, помогнете, бидете хумани, менувајте ги работите и настаните. Потрудете се многу вакви приказни да добијат среќен крај.